Благодарам. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги, во моментов на Комисијата за прашања за изборите и именувањата, продолжуваме да говориме по точката утврдување на предлози за избор на членови на Советот на јавни обвинители на Република Македонија. После над 3-часовната дискусија од страна на колешката Бети, која ниту имаше кој да ја слуша од владеачкото мнозинство, ниту пак колегите од власта имаат волја бар некој да се јави за збор или бар да присуствува во сала, да проговори по однос на денешната предлог кандидатка и да ни каже зошто токму таа ја заслужила нивната доверба, или бар да реплицира или да даде демант на ова што над 3 часа се изнесуваше овде за сите скандали и афери кои го тресат македонското судство. Ние ќе продолжиме да говориме по вториот предлог кандидат Кети Петкова. Македонската јавност треба да знае дека доколку нема демант, а нема, на досега само во текот на денешниот ден изнесеното, логиката вели дека колегите од мнозинството се согласуваат со она дека сите работи што ги кажуваме овде се точни, односно дека се согласуваат со сите нерасчистени афери и скандали за кои ајде што нема разрешници, туку секој момент се јавуваат нови, а одговорност нема. Имаме само веќе видени случувања, исти ситуации со кои ни се наметнува да гласаме за кандидати пред да заврши дискусијата по останатите кандидати. Навистина жалам што нашите апели не допираат до владеачкото мнозинство и наместо да се поправаат нештата и да почнат конечно да се почитуваат процедурите, повторно ни се случуваат ситуации заради кои довербата во судството ни е 3% и истата континуирано опаѓа. Кандидатката која денес е тема на дискусија, Кети Петкова, е разрешена од јавен обвинител, но посакала да биде член на Советот на јавни обвинители. Па се прашувам од каде ваквата желба, ако не за да ги оценува колегите кои што ја разрешиле. Тоа не води никаде, колеги. Убедена сум дека ви е јасно тоа, но мора да сте единствени кога треба да ги гласате подобните, затоа што исто така јасно ви е дека доаѓа денот кога овие што ги гласате денес, утре ќе треба да ви возвратат за денешниот глас и утре ќе треба да ги покриваат криминалите што денес ги правите. Ама јас ве уверувам дека кога ќе дојде тоа утре, а доаѓа за брзо, ќе има ревалоризација на капацитетот на кадриве црпнати од штабовите и сместени во урнисаниот систем, бидејќи тоа е единствен начин за да ги подобриме состојбите во судството и обвинителството, за кои последната анкета на перцепцијата на јавното мислење ви укажа на фактот дека токму судството и обвинителството се наоѓаат на дното на сите институции. Демократски побаравме да заврши дискусијата по сите предлози и да се пристапи кон гласање. Ви укажавме и дека нема да гласаме затоа што упорно ги кршите процедурите, само за да ги запазите насоките што ви доаѓаат од штаб. И тука можам да речам секоја ви чест. Никако да потфрлите кога станува збор за партиска насока. Како тоа од тројца кандидати утврдивте само еден и ја затворивте расправата, тоа само вие си знаете, но бидете сигурни дека тоа го гледа и македонската јавност, односно јавноста гледа дека и понатаму упорно си продолжувате да се однесувате како да сме во маркет, па си ја терате работата на прв дојден, прв услужен. Многу лоша пракса е ова и
не е само лоша собраниска пракса, туку е и лоша пракса кон останатите кандидати после Светлана Жупановска, пред се заради нееднаквиот третман. Нееднаквиот третман сигурно го увидел и третиот предлог кандидат Митко Митревски, па си ја повлече пријавата за член на Советот на јавни обвинители. Дали тоа го сторил заради нееднаквиот третман, дали некој му се јавил и го притиснал тоа да го стори, само тој си знае. Ако тргнеме од законот кој што ја третира областа за која денес дискутираме, а тоа е Законот за Советот за јавните обвинители на Република Македонија, ќе видите дека во член 32 став 2 се вели: седницата на Собранието на Република Македонија, на која се избираат членовите од став 1 на овој член, е итна и се одржува во рок од најмногу 30 дена од денот на изборот за членови на Советот, што се избираат од страна на јавните обвинители. Пријавата од Кети Петкова до Собранието е поднесена на 19.7.2022 година, а ја разгледуваме денес, што значи после повеќе од една година. Не знам каде ја гледате итноста овде. Одите сосема спротивно на законот и од таа причина сметам дека е најкоректно да си ги поништите овие огласи, да се повтори постапката, како што си налага законот, да си се запазат роковите, па да си предложите соодветни кадри и барем еднаш да почне да се почитува постапката. Добро ќе беше ова да биде првиот чекор кон подобрување на овие состојби, па кога еднаш ќе се воспостави стабилна, јасна и недвосмислена постапка, тоа да биде солиден основ за во иднина да нема вакви манипулации на законите и наместо од 8% довербата да паѓа на 3%, нештата да тргнат во подобра насока, нешто што ви го налага и Европската Унија, но и нешто што според вашево однесување е невозможна мисија и тотално отсуство на волја за нештата од негде, од било кога да тргнат во подобра насока. Доколку ги слушавте нашите апели, ќе го направевте првиот чекор кон подобрување на перцепцијата кај граѓаните, затоа што, како што кажав, последната анкета за перцепцијата на граѓаните ви укажа на тоа дека обвинителството и судството се на дното од сите институции. А и каква да биде перцепцијата на граѓаните, кога достоинството, интегритетот и независноста на јавните обвинители сите гледаме дека се една голема нула. Упорно не водите по погрешна насока и дефинитивно има потреба од надзорна расправа за да видиме што се случува и зошто вака рапидно опаѓа довербата во судството. Треба и себе си да си го поставите ова прашање и да сватите дека со кршење на процедури за институција која треба да биде водилка за независност, вие само упорно ја девалвирате самата институција. Една постапка немате правилно спроведено и ја дискредитирате целата работа на Советот и како што си кажа Иленче Ристовска, Советот е под влијание, некој треба да се јави за некој да биде предлог за член. Кој се јавил во случајов за од 10 кандидати Советот да му предложи на Собранието 3 и кој се јавил за едниот од тројцата кандидати да се повлече. Затоа сосема е оправдана констатацијата дека во Советот владеат бизнис судски елити. Ги кршите постапките, ништо не ви значи фактор што се поминати роковите за назначување на кандидатите
и очекувате овие луѓе да работат правилно. Па вака спроведената постапка за нивно назначување не им дава легитимитет. Јас мислам, ако биле бар малку морални, самите треба да се повлечат, бидејќи станува збор за луѓе од судската фела кои знаат дека при нивното назначување е прекршен самиот закон за Советот за јавни обвинители, во кого претендираат да станат членови. Затоа ни се потребни итно и неодложно реформи во правосудството. Самата Грковска, она што ја задолживте за добро владење, вам кои ја назначивте, ви кажа дека Јовески не заслужува унапредување, ама вие упорно одите со главата во зид и упорно сакате да го направите уставен судија. Се додека вака се однесувате, вакво ќе ни биде и судството. Не очекувајте од нас да ги гласаме овие кандидати, затоа што не сакаме да учествуваме во кршење на процедурите. Мора да ве освестиме дека теретот од вашите одлуки го ставате на грбот на граѓаните и ја уништувате државата. Овие предлози не се заслужни ни за разгледување, а камоли за гласање, и тоа ќе наведам само две причини. Прво, заради прекршениот закон по кој треба да работат, и второ, заради, како што кажав, отсуството на легитимитет на кандидатите. Како Кети Петкова, која е разрешена од јавен обвинител, да стане член на Советот на јавни обвинители? До кога ќе ги деградирате институциите, па и Советот во случајов? Како ќе оценува и кого ќе оценува некој кој е разрешен од јавен обвинител? Зошто воопшто дозволувате вакви кандидати да се најдат на дневен ред? Зар до толку немате способни, покажани и докажани кадри? Кети Петкова мора и самата да биде свесна дека доколку биде избрана, во секој момент ќе и се заканува опасноста да биде повторно разрешена и од член на Советот на јавни обвинители, затоа што пред се има законски основ за тоа. И кој ќе настрада ако дојде до тоа? Ќе настрада угледот кај јавните обвинители и ќе настрада и онака урнисаната доверба кај граѓаните. Мора да ја прекинете оваа матрица на однесување. Имавме ситуација каде пред 6 месеци Советот упатува сериозни критики за работењето на кандидат, за после 6 месеци истиот Совет да го избере токму тој кандидат за виш обвинител на Скопје. Затоа ние треба веднаш да прекинеме со расправа за оваа точка, пред се затоа што не се исполнати законските критериуми. При толку јасен закон, при толку концизен член 32 од Законот за Советот за јавни обвинители, кој нема потреба ниту да се толкува, дури и за нас кои не сме правници. Кети Петкова не ги исполнува критериумите кои ги бара законот и јас навистина не знам зошто се го губиме времето. Овој оглас треба веднаш да се укине како незаконски. Со самото тоа што ни наметнувате да дискутираме по овој предлог, вие и нам пратениците не доведувате до ситуации да кршиме закони. Со тоа што воопшто дебатираме за овој предлог, по овој оглас, ние самите го кршиме членот 32 став 2 од законот. Уште еднаш ќе кажам, дајте да ја прекинеме расправата, бидејќи многу е јасно како треба да постапиме. Да се прекине постапката и да се почне одново, не затоа што ние бараме и инсистираме, туку затоа што тоа го налага законот. Во самата воведна реченица од пријавата за избор на член на Советот на јавните обвинители,
Кети Петкова навела, цитирам: "Како заинтересиран кандидат кој ги исполнува условите за избор на член на Советот на јавни обвинители на Република Македонија, ја поднесувам пријавата за член на Советот. Кон пријавата во прилог ги поднесувам потребните документи со кои ќе се докаже дека ги исполнувам условите да бидам избрана за член на Советот." Арно ама, сега, откако помина година и 1 месец за нејзино назначување, што е спротивно на Законот за јавни обвинители по кого самата Кети Петкова треба да работи, требало оваа пријава да си ја повлече, затоа што може би ги исполнува условите за избор на член на Советот на јавни обвинители на Република Македонија, но не ги исполнува условите кои ги бара законот. Потребните документи кои Кети Петкова ги поднела во прилог веќе не се валидни, затоа што докажуваат дека не ги исполнува условите да биде член на Советот согласно член 32 став 2 од Законот за јавните обвинители. И овде повторно ќе се навратам на поговорката која пред некој ден ја спомнав и гласи: "Светот останува на младите ако им дозволат постарите и ако им дозволи владата." И во случајот со Кети Петкова, која е родена на 18.8.1962 година и има 61 година, се повторува истата приказна со довчерашниот кандидат за член на регулаторна комисија за домување, кој на 2 години пред пензија го сместивте во најплатената институција во државата. Согласно Законот за работни односи, Кети Петкова до година ќе наполни 62 години и има право како жена да се пензионира или да поднесе барање за продолжување на работниот однос уште 2 години. Како што гледаме, очигледно ќе го продолжи работниот однос до 64 годишна возраст, иако не е дефицитарен кадар, односно не е доктор, бидејќи оваа можност најчесто ја користат лица кои, ќе бидам брутално искрена и ќе кажам, лица кои ништо не работат, или, ете да бидам поблага во речникот, лица кои помалку работат или лица на кои им е полесна работата и работните задачи. А вие бевте тие кои кажавте дека измените на Законот за работни односи, односно можноста жените да одат во пензија на 62 годишна возраст, имаше за цел да се ослободат работни места за младите. Вака ли ги мотивирате младите да ни остануваат во државата? Зошто би било тешко на Кети Петкова да продолжи да работи уште 2 години? Ке и се јават, ке и кажат како треба да сработи и завршена работа. Дури не ни мора да размислува. Нема за што да размислува. Секи и се кажува. Па се прашувам, кој ќе се занимава со криминалот и корупцијата, ако судството и обвинителството ни се заробени? Тоа, колеги, мора да прекине и одговорност мора да дојде и одговорност мора да има. 7 години, 7 година како Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ се власт, а прогон за никого. И покрај тоа што толку афери излегуваат во јавност секој ден, па може да се каже и секој час. Корупцијата е распространета од најниско до највисоко ниво, практично нема сектор кој не е корумпиран. Колку само превиди во пракса покажаа дека одредени лица успеваат да бидат амнестирани и да не одговараат за ништо. Што значи тоа? Тоа значи дека мафијата успеа да се инфилтрира
во судско-обвинителските кругови. Тоа значи дека судството стана апсолутно селективно. 60% од граѓаните сметаат дека државата ни оди во погрешна насока и тоа, за жал, најсликовито ни ја прикажува состојбата во државата. А каква да биде состојбата во државата, кога власта од партиски штабови вади луѓе и ги реди во правосудните органи? Па како да очекуваме правда и кој ќе ни ја донесе правдата? Председателката на судски совет ли ќе ни донесе правда? Председателката на Академијата за судии и јавни обвинители ќе ни донесе ли правда? Ислам Абази или Барлет Џафери, од нив ли да очекуваме правда? За ова што се случува во судството и обвинителството, одговорноста треба да се бара на една адреса, а тоа е власта. Власта си наоѓа чираци во судството и обвинителството со една цел – да им се амнестира криминалот. 6 години велите дека ќе направите реформи, дека ќе направите поинакво судство. А што всушност правите? Вандализам и багабонтизам. Процеси со кои нанесувате трајни штети и последици, со што ја срамите Македонија не само дома, туку и пред меѓународните партнери. Наместо борба со квалитет, партиските кланови се пазарат кој да биде председател, па потоа кој да биде избран за судија и така натаму. Тоа е едно девалвирање и вандализам пред очите и на македонската и на меѓународната јавност, нешто што не е пракса ни во држави со авторитарни апсолутистички режими. До кога ќе гледаме вакви сцени? Се вработува сопругот, веднаш по него сопругата, едниот шеф на јавно обвинителство, другата обвинител. Ова го има само во Македонија и ова го има само под власт на ДУИ со поддршка на Социјалдемократскиот сојуз. Во ниту една друга демократска држава во Европа или на друго место во светот, сопруг кој е избран на позиција шеф на јавно обвинителство не ја вработува сопствената сопруга во институцијата со која тој раководи. Како може граѓаните да чекаат правда кога судството и обвинителството се испреплетени од фамилиарно партиски вработени кои наместо на државата и се лојални на партијата? Затоа во Македонија нема и за жал не ни може да се очекува право и правда се додека оваа власт е на власт. Затоа во Македонија има скандалозни судски одлуки, затоа странски тимови доаѓаат да се борат со криминалот и корупцијата. Каде да го бараме излезот? Излез нема, а одговорот треба да ни го дадат токму партиципиентите во власта, бидејќи само во нив е одговорноста за корумпираното судство. Во Македонија нема случај каде што правдата победила до крај, а вистината е дека правосудниот апарат се користи за политичка пресметка и заштита на политичките интереси на власта. Гледаме и сведоци сме дека власта само декларативно се залага за борба против корупцијата и криминалот. За жал, уште едно нешто што е очигледно, а тоа е дека оваа власт не само што не се справува, туку и генерира криминал и корупција. Надлежните кај нас само декларативно се залагаат за борба против корупција и криминал, бидејќи за први лица на судскиот совет и обвинителството се бираат луѓе
од партиски штабови, а не луѓе со искуство. А главен проект, освен правда и мир, ви беше судството отворено како пупка. Како тоа во Македонија ниту еден голем криминалец не лежи во затвор, како тоа се застаруваат случаи во фиока, додека невини луѓе гнијат по затворите. Нема оправдување за ваквите ситуации. Судството и обвинителството дефинитивно се урнисани за да може да тече криминалот на ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз. Како граѓаните да веруваат во институциите кога со нив раководат фамилиарно партиски кланови? Верувајте, граѓаните со право сметаат дека политичарите од власта се недопирливи пред законите, кога нивните најблиски роднини се или судии, или обвинители. Ги наполнивте судовите и обвинителствата со деца и сопружници на функционери. Децата и сопружниците на функционерите го полнат правосудството. Тоа е реалната слика за Македонија денес. Власта ги претвори судовите и обвинителствата во дом за згрижување на семејствата на функционерите. Талат Џафери, начело на законодавниот дом и прв во законодавната власт, неговиот син Барлет Џафери, нов јавен обвинител. Шеф ќе му биде Ислама Бази, чија сопруга исто така стана јавен обвинител. Каде на друго место во Европа сопругот е шеф на јавно обвинителство, а сопругата јавен обвинител вработена во негово време? Обвинител е и ќерката на обвинителката за организиран криминал Гордана Смаќовска, Билјана Смаќовска, а нов судија Драган Јосифовски, син на обвинителката од СЈО Елизабета Јосифовска. Не само што го партизиравте правосудството, туку од него направивте и дувло на непотизам. Како може граѓаните да веруваат во правосудството, кога децата и сопружниците на политичарите, кои се причина за состојбата во која се наоѓа државата, ќе делат правда? Која правда може да ја очекува народот, кога правосудството има метастаза од непотизам? Потребни се коренити промени и мерит систем каде ќе се вреднува квалитетот. Довербата во судството падна на 3%, ќе сносили некој воопшто некаква одговорност за руинираното судство. Единствената реформа на власта, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, се 5 министри за правда. Премногу министри, килава правда. Разочарувањето на македонскиот граѓанин е огромно, младите се селат, луѓето живеат во сиромаштија. Ниската доверба мора да биде аларм кој ќе ја предупреди власта, како што еве денес видовме дека го предупредила министерот за правда Кренар Лога, дека нешто невред се случува во судскиот совет. Скандалите на генералните секретари на владата Рашковски и Зекири, случајот со Ден Дончев, случајот со проневерувањето со европските пари на Лидија Димова, случајот со Луи Витон торбата, се само мал дел од илјадниците случаи со криминал и корупција на оваа власт. И на ова ако се додаде и довербата, односно недовербата на граѓаните во судството и обвинителството во државава, ќе се дојде до неминовниот заклучок дека оваа држава ја водат криминалци. А граѓаните бараат подобар стандард, бараат подобро образование, подобро здравство. Сето она што оваа власт не е способна да го испорача, и тоа го видовме во сите изминати години. Криминалот и корупцијата мораат да се искоренат. Судската власт треба да биде независна, но за жал
ние немаме независна судска власт. Ние денес имаме тотална спротивност. Целосно зависна судска власт. За пример, пратениците на Социјалдемократскиот сојуз во парламентот гледаме дека не смеат ништо независно да кажат. Едноставно мораат да ги следат сите насоки од владата. Јавете се за збор, демантирајте ме ако не е вака. Крајниот заклучок е дека власта намерно не сака да се бори против криминалот и корупцијата, за да цветаат бизнисите. Затоа, можам слободно да кажам, дека со оваа власт судовите и институциите нема шанси да профункционираат. Правосудниот систем ни е во колапс, а излезот од оваа ситуација е еден и единствен. Потребна е смена на оваа криминална власт и Македонија конечно да ја водат луѓе кои си ја сакаат својата држава. Ви благодарам.